Единствено нешто што ме прави среќна е пишување книги, ке каже Санта Аргирова, која ја промовираше последната книга во триологијата која започна со Портрет од Дрезден, продолжи со Добро утро Јаков и завршува со Времето на Перонов. Станува збор за политички трилер. Помеѓу свежо печатените страници ќе прочитате за злото во политиката. Прашањето кое се поставува е дали политиката е сето зло или е само еден од најмрачните позиции на злото. Во сите овие три книги главни ликови се луѓе на позиција, луѓе со власт и моќ, луѓе кои можат и ги газат на нивно огромно задоволство останатите. Еден свет во кој нема место за невини и наивни, еден свет во кој што верувам дека ниту еден човек кој што си ја сака слободата и сака да се чувствува убаво не би сакал да живее. Оваа книга нема таргет група. Сите може да ја прочитаат и да се пронајдат во неа, но не како цели ликови, туку како комплексни ликови кои ги среќаваме во општеството. Мислам дека сите може да ја прочитаат, мислам дека ќе биде интересна за сите. Веројатно многумина ќе се пронајдат, но не како цели ликови. Овие ликови што се направени, ставени во овие книги, се комплексни. Внатре има карактеристики од многу ликови кои ги среќаваме секој ден, од многу ликови кои ги гледаме преку малите екрани, од многу ликови кои и не ги гледаме, а знаеме дека постојат и имаат моќ да раководат и со државата, и со општеството, и со луѓето. За процесот на создавање на книгата Времето на Перонов, Аргирова ќе каже дека воопшто не бил тежок. Таа само го бележела филмот кој се одвивал пред нејзините очи. Воопшто не беше тешко. Ако мислите на моментот на пишувањето, јас само го запишував филмот кој што се одвиваше пред моите очи. А што се однесува до соработката со култура, можам да кажам дека е безценета за мене како автор, бидејќи на тие луѓе им верувам, на тие луѓе им се верува и дојдовме до овој прекрасен резултат во кој што јас денеска уживам, а се надевам дека и читателите ќе го имаат истото чувство. Санта Аргирова во трилерите прикажува фиктивни ликови кои што се зло сами по себе, нивни поданици заведени од сејајот на злото и наивните кои стануваат негови жртви. Оние кои ќе ја прочитаат книгата, ќе ги препознаат лековите кои се сместени помеѓу страниците и сето тоа ќе им послужи за потсетување и за никогаш да не се повтори.